Нашата екипа ова утро се наоѓа во просториите на библиотеката Другарче. По втор пат дојдовме овде на гости да ви доближиме еден свет на децата. Впрочем, библиотеката Другарче изобилува со навистина многу интересни катчиња, вклучувајќи го и ова детско катче, кое што постои 40 на години. Многу генерации поминале од овде во оваа игрална, а во продолжение за сите детали поврзани со тоа зборувам со Рада Петреска, библиотекар, токму во оваа библиотека. Ви благодарам што повторно не примивте во библиотеката Другарче. На огромно задоволство. Добре ни дојдовте. Овој пат, во едно друго катче, како што најави ти, во нашата игрална, во нашето најшарено катче, кое што е секако дел од многобројните содржини на библиотеката Другарче. Многу приказни кријат овие зидови, Рада, многу спомени, многу генерации поминати. Од кога постои оваа игрална? Оваа игрална од овој тип е една од првите во градот, ако не и првата, значи постои, како што кажа и ти, веќе 40 на години и точно така, да, многу генерации, задоволни дечиња, многу смеа, многу радост. Во изминативе 40 на години од прилика игралната се има и менувано и подобрувано, но никако нема изгубено на квалитет. И истрајна е, што е многу важно, а тие приказни се многу интересни, затоа што и самите пред да се вклучиме во програма ми изборувавте дека многу ваши читатели, ваши членови на библиотеката биле деца кои што доаѓале овде. Какви приказни се раскажуваат поврзани со ова катче? Така да, нашите читатели, односно еден дел од нашите читатели, секако биле во младоста или во детството, да речам, дел и од оваа игрална и носат преубави спомени од ова катче. Токму затоа се одлучуваат и нивните дечиња да ги носат во нашата игрална. Интересно е и може да се споделат многу такви ситуации, например ситуација кога баба носи внуче, бабата е паралелно и член во библиотеката Другарче, нели? Оној дел кај што веќе претходно имаме снимано, добро познатиот оддел за зајмување, значи бабата е член, си позајмува книги, паралелно му објаснува на внучето како неговата мајка кога била на негова возраст, доаѓала во нашата библиотека, го посетувала детското катче, односно игралната, и детенцето автоматски добива желба да биде, нели, да оди по стапките на својата мајка и е дел од игралната на библиотеката Другарче. Значи, Другарче представува едно семејно, представува место каде што целото семејство може да си најде дел и простор за себе. Јас се изненадив, јас прв пат влегувам овде, како ми ги отворевте вратите, личи на еден лавиринт. Другарче отвара нови и нови врати и нови видици. Баш така, значи содржините на библиотеката Другарче не се на база само оддел за зајмување и толку, нудиме голем спектар на содржини и ако ми веруваш, навистина имаме семејства, како што рече и ти, каде да кажеме малото детенце го носат во игрална, поголемото братче или сестриче небитно, ќе одиме подоцна и во нашата училница за курс по англиски јазик, го посетува, значи поголемото детенце го посетува курсот за англиски јазик, додека пак родителите паралелно додека дечињава си ги посетуваат своите простори, родителите си позајмуваат книги, си го користат времето додека дечињата им се тука кај нас да си ја убават и таа нивна задоволство, таа нивна опрска да си земат нова книга и нели се дел од цело семејство, се на некој начин дел од нашата библиотека, само секој во различен сегмент. И кога сме веќе кај приказните кои што ги плете нашата игрална, мислам дека вреди да ја спомнам и приказната токму за Александра, колешката која што ја води оваа игрална, односно колешката која што ги згрижува дечињата. Александра е една од првите членови како детенце на нашава игрална, значи уште од самите почетоци, да кажам, она била дел како посетител на игралната, за да веќе толку години подоцна стане нели педагог, наставник на овие мали прекрасни дечиња. Спомените што ги носи од детството, често пати ги споделува со нас, често пати ги споделува и со дечињата кои што денеска ги учи. Така што можеме да заклучиме дека навистина игралната плете
плете спомени веќе 40 на години. Да, затоа што има повеќе сегменти и мислите на сите, бидејќи верувам дека многумина ќе се заинтересираат, а не знаеле дека постои овој дел. Како, кој може да стане дел, кое детенце може да дојде и да биде дел од ова детско катче, на кој начин функционирате? Значи, се до пополнување на бројките кои што се предвидени, буквално секој има можност да дојде за ни символични на месечно ниво, символична месечна сума, да ја посетува игралната при библиотеката Другарче. Единствени услови што треба да ги исполнува се, значи, всушност и за тоа и да кажам за која категорија е наменета игралната, тоа е наменета за дечиња од предучилишна возраст, односно за 4, 5 и 6 годишни деца. Нема тука јасли, значи мали бебиња и така натаму. Игралната функционира на принципот едукација, предобразовна, односно предучилишна едукација. Сето тоа нормално постојано обогатено со премногу читање книги и сликовници кои што се Игра и играчки. Апсолутно дел за забава. Имаме ние и двор, дечињата често пати, значи кога е убаво времето, кога временските услови го дозволуваат тоа, слушаат приказни под сенките во нашиот двор и уживаат во сето тоа. Кој сака може да дојде, информациите може да ги добие и доле на пултот и директно од колешката која што е педагог и нели ги презема дечињата во своји закрила. Да, тоа сакав всушност да прашам, си има педагог, има некој кој што ги занимава овде децата. Ова е налик на оние игротеки кои што излегува во последно време и можеме комодно да кажеме дека ова е првата скопска игротека. Да, можеме да кажеме дека е првата скопска игротека која што освен игра и забава, значи работи и на полето на едукација, образовен дел кој што е наменет нормално за таа предучилишна возраст и можеме веќе да се пофалиме дека дечињата кои што се членови на нашата игрална имаат една привилегија, една чест веќе од лани да присуствуваат на едни многу интересни настани. Тоа се настани кои што се толку сами по себе свечени и големи, да кажам, станува збор за промоција на книга. Во рамките на оваа просторија ние минатата школска година, така да се изразам, обавивме 3 промоции на детски сликовници. Децата имаат чест да присуствуваат на промоција, замислете, меѓутоа сето тоа адаптирано за нивната возраст, преку креативна работилница, преку игра, преку смеа, да се обработи целокупната тема што ја обработува самата сликовница. Децата уживаат и на крајот си добиваат подарок сликовница. Тоа се испостави како многу добра идеја и во теков на оваа училишна година очекуваме веќе и други промоции од други автори на кои што се надеваме. Освен дечињата што се членови на нашата игрална, може да дојдат и други дечиња, се до пополнување на бројот кој што е предвиден за таа работилница. Дали се отворени се уште вратите или пополнете бројот? Дали може да се пријавуваат за нови дечиња да бидат дел од оваа игрална? За новата школска година, така да се изразам, почнувајќи од 1 септември нели стартува со работа и нашата игрална, бројот се уште не е пополнет, меѓутоа веќе има најави за дечиња кои што веќе се најавуваат од 15-ти, меѓутоа се уште официјално има простор. Да, има простор, трае уписот, да. Пред малку ја споменавте и училницата поврзана со англиски јазик, овде се изучува и англиски јазик. Би сакала да ја погледнам и да им ја представиме на нашите гледачи, почитувани, ве носиме на уште едно катче поврзано со библиотеката Другарче. И од малите клупи и малите столчиња се преселивме на малце повисоки клупи и столчиња во делот каде што се изучува англиски јазик. И овде можеби треба да речам good morning, да ве поздравам на таков начин на почитувани. Рада се наоѓаме во училницата, нема многу да одземаме време, ќе се заблагодариме на наставничката по англиски Валентина која што ќе ни отстапи простор непосредно пред започнувањето на часот. Што е овде што се прави? Што крие оваа училница? Така да, сега се наоѓаме во една друга содржина што исто така нуди библиотеката Другарче. Тоа е училницата во која што се одвива курсот по англиски јазик. Курсот по англиски јазик во рамките на нашата библиотека е наменет за деца од основно образование, опфаќа 8 степени
и дечињата од основно образование во 2 смени, значи и во утринските часови и во попладневните, во зависност од нивните редовни обврски, се организирани и го посетуваат токму во оваа училница курсот по англиски јазик, кој е доверен во рацете на вистински професионалец, нашата колешка Валентина, која што освен што ги учи децата нели англиски, она е и вистински педагог и сите ние ја обожаваме. Има интерес меѓу децата, има ли многу ученици? Секако да, курсот исто така во наши рамки функционира од многу одамна, посетеноста од година во година расте, никогаш не губи на квалитет, имаме одлични резултати и се испоставува како една добра содржина која што е во рамките на нашата библиотека. Да не одземаме време, одиме тивко, полека, ги оставаме да си продолжат со нивниот час по англиски јазик, а ние во продолжение ќе ви ги покажеме останатите детали кои што се поврзани со најмалите, а се поврзани со библиотеката другарче. Имало и оддел бајки таму кај што е сега пред киносалата. Тоа Широкиот спектар на услуги и понуди кои што ги нуди библиотеката другарче кога се работи за најмладите и за најмилите, продолжува понатаму во нашиот разговор. Овде ќе резимираме во ова просторија, дојдовме во уште една рада, ова утро не прошетавте навистина на многу места во библиотеката и сменивме многу седишта, мене ова некако најудобно ми е. Така да, ете за среќа имаме со што да се пофалиме, нели? Нема да бидам скромна овој пат, кога станува збор за најмладите, значи за дечињата од предучилишна возраст, за дечињата од основно образование, па и така натаму, навистина имаме што да понудиме, освен оние содржини што до сега ги погледнавме за кои што разговаравме, можеме да се пофалиме и со низа настани кои што ги организираме во рамки на нашите простори. Па така еве да почнеме од оние најосновни, меѓутоа според мене и не најмалку битни, туку доста битни моменти, тоа се оние спонтани посети на групи дечиња, дали од предучилишна возраст, значи од градинките на ниво на нашата општина, или од основните училишта, кои што ги обавуваме редовно во текот на една школска година. Кога велам редовно, мислам па дека понекогаш може и до 2-3 посети да имаме месечно. Што значи тоа? Тоа значи едноставна посета на цела група дечиња, дали од градинка или од училиште, небитно, каде ги запознаваме со библиотеката. Значи, што значи библиотека, како се станува член на библиотека, и нив сме во состојба да ги прошетаме, да разгледаат, се со цел да им се на децата наметне таа љубов према книгите. Веќе имам јас кажано дека љубовта кон книгите кога ќе се роди, таа не умира. Тие посети се многу интересни, добиваме многу интересни прашања од дечињата, иако толку мали кријат такви мудрости во себе, тоа е многу интересно. Настанот околу промоциите на сликовниците веќе го спомнавме, да не се повторувам. Она што вреди да се спомне е секако ние 2 редовни литературни конкурси, велам редовни затоа што секоја година ги имаме, на 2 датуми, тоа се 8 декември и 24 мај, нели, каде децата од основните училишта на ниво на нашата општина, па и пошироко, пишуваат на одредена тема. Овие настани се од надпреварувачки карактер, секако има нели доделување на прво, второ, трето место и гран-при како главна награда за сите добитници. Изготвуваме гратис членски картички како подарок и благодарност пред се дека учествувале, а потоа дека нели така добро такви добри резултати реализирале. Не напоменав дека и за дечињата од предучилишна возраст изготвуваме гратис членски картички. Библиотеката другарче има една мисија, една цел кога се младите во прашање, а тоа е да ги доближи до светот на книгите. И дечињата во нашата игрална се опколени со книгите. И да се обидеме колку што можеме книгата да им ја доближиме и да стане нивни најдобар пријател. Ние сме овде обкружени со многу книги. Каде се наоѓаме во моментов? Во моментов имаме среќа да веројатно ќе ги фати и камерата, книги кои што ги добиваме, нова набавка, значи на книги е пристигната во моментов, и тоа баш во моментов за литература за деца. Многу интересни наслови, се уште не ни се обработени, значи откако ќе ги
примиме, доаѓаат тука, се обработуваат и си подлежат на некој процес кој што исто така се одвива во рамките на нашата библиотека Другарче, целата таа целокупна обработка, за да финално и крајно завршат нели на полиците и во рацете на читателите. Оваа просторија се вика Топси. Од срце ви благодарам што ми направивте еден убав почеток на денот со мирисот на книгата, со интересни приказни и сето ова што ми го раскажавте, навистина ме инспириравте одново и одново да се враќам во библиотеката. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас, навистина ни е задоволство што ите повтор пат не посетивте во однос на оваа нели програма која што ја водите моментално, нели да се подигне читачката свест. Повелете кога и да посакате повторно. Благодарам.